Едно време, кога бев млад, се занимавав со возопловни спортови и волонтерски ме ангажирае, не знам поради кои причини, нешто имаше кадровска пауза, да бидам генерален секретар на Возопловната федерација, па тоа се различе, ми се чини, на повеќе од 1,5 мандат се едно. И таму работеше една девојка, потоа стана и жена и мајка, Алија, турчинка. Татко и беше Аки, првиот репрезентативец од Македонија кој учествуваше на првото светско првенство во падобранство, не знам каде по светот. И кога почнаја овие тепачкиве, како што таа ги нарече во поранешна Југославија, по републиките, малку Словенија чепнаја, па после Хрватска, па отиде огнот во Босна. Јас, нели, новинар со новинарство и мисли дека сум, нели, најупатен и вика: Зоран, што правиме сега? Јас сум многу загрижена, веќе имаше и 2 деца. Вели, ова ако се затепаат овие нашиве овде од сите страни, кај да бегаме? Не знам што ми требеше, Дијана ми ја симна тезата сега пред малку со низината забелешка и реков: секој во своето јато, како што се случува по Босна. Ако се сеќавате на тие трагични денови, во Сараево, во кое во блоковите згради и така натаму живее и многу срби и бошњаци и сите други хрвати, први србите почнаа, според она што јас професионално ги следев вестите и извештаите, да ги напуштаат становите и реакцијата на бошњаците, на муслиманите, соседи, првата беше каде ни отидоа кон соседите. И тука веќе почна стравот. Некои одеа во Србија, веројатно семејствата, други, нели, по планините за да може да го бомбардираат и Сараево. Трети, како се викаше општината во Сараево, Роберт може ќе се сети, на Пале, да. Таму се концентрира политичкиот круг на србите и таа почна. И ја, што ми требаше да речам, секој во своето јато под инерција на тие сеќавања, дека секој се ја бара заштитата меѓу своите, во тој страх и во таа тензија, во тие трагични моменти. И она само вака ми рече, и тоа не го заборавам, вика: добро, ако овде пукне, ќе пукне најмногу меѓу македонците, меѓу албанците, а каде ние турците ќе бегаме, каде јас да се скријам со моите 2 деца? И јас ме порази. Но и ме едуцираше и ме поучи дека од тогаш натаму мојот став е ова што Дијана го спомна и рекол, главната теза ми е симна од рака, е дека секој мора да си го чисти својот двор прво. Значи, прво секој својот двор. Недозволиво интелектуалци, новинари, професори, асистенти, јавни личности, луѓе кои настапуваат јавно, албанци, да не проговорат за албанскиот национализам и шовинизам. Македонци, да не го сторат истото. Главно меѓу македонците и албанците, простете, така јас и како граѓанин чувствувам таа тензија и тука уште не е ништо решено. Уште многу треба да се решава. Сега, да не повторувам, многу кажаа каде се лоцирани политички партии и така натаму. Жално е што многу интелектуалци, многу јавни личности, медиуми, ги спомна колегата Николовски, се користат за пропагирање на... Ние бевме сведоци овде на оваа говорница и благодарам на професорката Чупевска за реакцијата. Не знам што беше, на што реагиравте. Ние беше што сум рекла бараби, а ја ги сматрам за бараби сите тие што се етноцентрични потпикнувачи на нас. Добро, да бев професор, од мене ќе имавте бар 9 плюс нешто, а кај Максим како ќе поминете, не знам, значи што сакам да кажам. И сега за да завршам, ми ја свативте поентата, благодарам на Дијана што ми ја симна вака, иначе ќе елаборирав малку повеќе, но мислам дека е јасно, мора секој во својот двор да се расчисти. Ако ние молчиме и ајде да завршам, ајде да фрламе една ракавица околу символите, наши овдешни македонски државни. Химна, знаме, символите.
Гледам македонците сега, некои големите македонци, нели? Јас сум од помалите веројатно. И поради висина и воопшто во нивните очи, може би од најмалите, мафтаат со знамења кои не се македонски државни. Дали одбираат друго знаме што е, не знам, македонско, па албанците бидејќи имаат свој па е реакција на тоа. Добро, точно е дека некојаш ни беше државно знаме, потоа не е, бидејќи еволуираме, сите се прават компромиси ако сакаме да живееме, да останеме и така натаму. Но ајде да ве навредам македонците главно, но и албанците, и турците, и ромите, и сите, што, ако кажеме, северно македонци. Знам дека сега сите ќе ме стават на кусо магаре, ќе ме цртаат на беселки, но мислам дека од секоја сум бил малку, можеби, така. Не знам да премолчам, за жал, за многу работи, не ме бива за дипломатија. Не случајно Ескобар, знаете кој е, сега е во некоја активна улога да ни помогне и како држава и како сите во овој казен наречен Македонија. Макрон исто така и таа француска дипломатија која, не знам, со векови е дипломатија, може ли да погрешат да не наречат само македонци овде одма еуфории, вулкани, кој знае што не утепаја луѓето. Јас не велам дека сме северно македонци, јас сум македонец, вие сте некој албанец, ром, турчин, влав, ерменец, бугарин и така натаму. Дали, кој ќе кажеме британец, го навредуваме англичанот, шкотот или ирецот? Дали шпанците не се каталонци, баскици, андалузици, си имаат и своји символи, своја култура и своја традиција. И сега, мислам дека некој Макрон, каков и да е денеска е на власт, утре нема да биде, нели листопадни се политика е таква и демократијата, сакаше да не навреди или не знаеше, од не знае. Може еден Макрон да не знае, да не биде подготвен, да не го знае рамковниот, да не го знае уставот нов, да не знае. Не, јас мислам дека, сакам да верувам дека ни прати еден сигнал. Американецот што доаѓа, може би понеупатен на европски, што не сакам да верувам, бидејќи тие кога доаѓаат нешто да кажат, веќе имаат цела елаборација. И тој така не нарече. Јас не се почувствував навреден, се сетив на британците, на британската империја, на Шпанија, па за Италија не сакам ни да зборувам, за Гарибалди и така натаму, кој ги обедини и рече човекот пред 100 кусур, 200 скоро години колку, ние направивме држава од тие трговски овие, сега ќе направиме нација, така и италијанската нација, но тие внатре се пак сицилијанци, се не знам што не андалузици, тоа на Пиринејскиот, ломбардици и така натаму, венецијанци или како викат, не знам, и ништо не им фали, они се обединети и ги набиваат и за репрезентација и така натаму. Ние уште овде, племенски, тука завршувам и имам уште една дилема човечка, кога група навивачи, например, на кошарка или на фудбал, sejedno, и тие групи понекој знаат и неколку илјади да бидат млади луѓе главно, ти завртат грб на државна химна, тоа е голем сигнал за сите, за општеството, но ние ќе се накострешиме во знак на осуда. Еден дел од нас и обратно, нели од нас кога викаме дел, мислам на етничката, на етнико-мандентичката припадност. Дали сме помислиле, или дали време да помислиме од сега, па може би од овој момент во 10-та година од сега натаму, да размислиме за символите, дали е тоа химната, дали се знамето, дали е грбот и така нешто, дали може нешто да направиме што ќе не обедини, што никој нема да заврти грб на ниеден символ држава. Јас сум идеалист по природа. Јас верувам дека е можно, без да се наруши ништо, иако сега пак ќе речам ќе јадем ќотек за ова што фрлам вакви петарди, кои нема да виреат. Јас знам дека нема да виреат, но може, ако не сега, може некои други генерации или ќе не нема. Јас така мислам. За жал. Немам што друго да кажам горе-доле.
мене не ме навредуваат тие работи, но околу символите, дали ги барам сигналите каде може да застанеме под еден чадор во кој сите се колнеме, уставот ни е супер, нели, ајде сега и бугарите ќе влезе така, но како да направиме да бидеме едно? Кога игра репрезентацијата на меѓународни првенства, добро, фала Богу, веќе не сме фиром, бар не пишува Македонија, Северна Македонија, ама да навиеме сите. А не завршувам, Маргарет Тачер во незино време ги среди навивачите националисти, ксенофобисти или како ги викао е имено, кога ги имитираа некои играчи кои не беа од нивниот род, нели? А кога давае голови, тогаш им беше добро, нели? Но добре ве тоа го нема во една. Ајде и кај нас да го нема. Значи системски треба да се реши прашањето, тоа сакам да го кажам. Овие работи сите претходни ми ги овие што се малку потеоретски ми ги симнаа од ова.